Генералниот секретар на ВМРО ДПМН Ѓорѓе Сајковски заедно со градоначалникот Љупчо Папазов, пратеници во Собранието на Република Македонија и локални функционери на партијата денеска беа на увид на асфалтирани улици во градот во рамките на редовната комуникација со граѓаните. Да ја проследиме изјавата на Сајковски за медиумите. При посета на општина Кочани денес направивме увид врз два реализирани проекти на општина Кочани кои што се значајни за граѓаните на овие населени места. Улицата Гоше Векентиев и Христијан Карпош значат многу за граѓаните на оваа населба. Многу значајно е тоа што изминатиот период општина Кочани има висок степен на реализација на проекти кои што се од суштинско значење на жителите на Кочани, меѓутоа го подобруваат и квалитетот на живот и вредноста на имотите на жителите од овие населени места. Во делот на она што е карактеристика на сите градоначалници на ВМРО ДПМН, вклучително и тука, е посветеност, работливост, активност на терен и реализирање на проекти што се ветени пред граѓаните на општините од кај што доаѓаат градоначалниците на ВМРО ДПМН. Ова треба да биде добар пример за луѓето од централната власт, кои што моментално немаат реализирано ниту еден проект и кои што треба да се огледаат на ваквиот пример на нашите градоначалници. Сајковски ја коментираше и можна лошата соработка на релација централна-локална власт, поради што, како што рече, трпат граѓаните. Тоа е карактеристика на оваа власт и на претходната власт беше слично, да ги кочат сите проекти што се добри и што можат многу да значат за граѓаните. Затоа ги повикуваме централната власт да е разумна и да излезе во пресред на сите барања на градоначалниците, бидејќи овие градоначалници се избрани од граѓаните со огромно мнозинство, имаат легитимитет, за жал кој што го нема оваа влада. Инаку тековно во градот и населените места се одвива реализација на повеќе проекти, при што акцент им се дава на доизградба и асфалтирање на улици и тротоари.